Каде и да одам, во срце го носам. Мојот роден крај. При снимањето на нашата епизода во седиштето на општина Дебрца, селото Белчишта, случајно се запознавме со овој извонреден човек. Човек од кого зрачи ведат дух и во кого живее искуството на едни убави и весели времиња. Не можевме да не се одолжиме на нашиот пријател и голем човек, кој го поседува сето она што ние сакаме да го пренесеме преку нашата рубрика, па решивме оваа недела епизодата да му ја посветиме него. Последниот гајдаџија во Охридскиот регион. Познатиот мајстор Целе Блажески. Кој е незаменлив дел и жива легенда на македонската народна музика. Кој свири на музичките инструменти кои ги изработува, а тоа се гајдата и тапанот. Музички инструменти без кои не може да се замисли македонската народна музика. Го посетивме дедо Целе во неговиот дом, кој всушност покрај дом представува и етно музеј на македонскиот фолклор и култура. Каде не пречека и угости како стари и долгогодишни пријатели, иако за прв пат се среќававме и гледавме. Јас сум Целе Блажески од село Белчишта. Тапанџија, гајдаџија, занајаџија. Не само што музицира со инструментите и ги изработува. И друго да кажам дека јас во куќава моја имам етно музеј. Дедо Целе, како што беше добар домакин за нас, така цело лето ги пречекува странските туристи, кои доаѓаат да го посетат во неговиот етно музеј. При што им го представува македонското гостопримство во најдобро светло, раскажувајќи им за македонската култура и богат фолклор. Од 1. мај кој ќе почнат да идат туристи кај мене, до 30. септембар идат нон-стоп идат. Турнија сега години, многу години, уназад ги има музејот. Идат од секаде идат. Име иден овде од Америка, име Турци, име до Турција идено, од секаде, али претежно се холанѓани. Од Холандија. Претежно. Не можеше да ги воздржи емоциите додека ни раскажуваше за старите весели времиња и како тогаш се правеле познатите весели македонски свадби, кои денес не достигаат во Белчишта, Дебрца, а и низ цела Македонија. Порано беше многу, живо беше. Јас како тапанџија побев одене по разни веселби. Имаме свадби, стројови, првичина, некој ќе оише војска, ќе одаје ќе му свиревне, некој ќе му ставаеше мало, ќе му свире, некој ќе оише под пензија, ќе му свире. Многу свирки имавме во времето, многу свирки. Накажа за една свадба како е правевме. Една свадба, ние кој ќе се погодене за наслада, од сабота одеме. Сабота ќе одене вечерта по ручек, ќе ветов, ќе свирене до доцна вечер. После неделјата ќе одене по невестата. Понеделникот ќе ја носеме навода. Навода таму се вели на избор негде, или на река, на Охридско езеро имаме неста носеме. Таму навода нестава се носи, таму дарви таја. Родниња од блиски ги дарви. И така да ви кажа, саботата ојме, неделјата по невеста, по него навод. После ојме на првиче кајни од сват. На првиче од другиот. После другиот сват, тој кај оба што вика првиче, ој кајни на првиче. И така да ви кажа сега, 5 дена е свиревне една свадба. Сега нема представи сега колку е една свадба. Тој ни раскажа и како ги пречекува странските туристи и им ги презентира македонските култура, традиција и фолклор. А на крај ја зема гајдата и ги развеселува со македонски мелос. И така да ви кажа, кои ќе дојдат туристи возека, водичо, мене прво ќе ме представи пред луѓето, кој су, што су јас. И после ќе почнем да им кажат, работео што се во музејот, ова за што служи, ова за што служи, ова како е,
и после све кои ќе излизат, кои ќе сторат едно друго, и после ќе рече целе земја гајдана ти посвиреше на туристите. Ќе зема гајдана, ќе им посвиреја, ќе им направа разонода, уво тие расположени, ја расположен со они. Он никогаш за својата услуга не барал пари и не се договара, туку секогаш свири од срце, со душа и љубов кон гајдата и народната музика, со кој живее од својата 15-та година, кога се научил да свири покрај својот татко, кој исто така бил гајдаџија. Не им барам пари на туристите, али кој ќе свира, кој саке некој ќе ми кладна гајдата пари, а не се договара да ми даде пари. Не се договара. Али по распирењето ќе почне да ми даде колку го имат. Дедо Целе има голем број на настапи по разни фестивали низ светот, а неговата архива е преполна со пофалници, дипломи и сертификати за освоени награди на најразлични нивоа, а многу пати добил и прва награда на Балкански фестивал. За гајда на годината, во конкуренција на преку 50 гајдаџи од регионот и светот. Неговата љубов кон гајдата и тапанот се неизмерни, па со нас сподели едно видео од неговата архива, преку кое посака да ви го раскаже процесот на производство на гајда и тапан, во кој процес е потребна долга и макотрпна процедура. Како и колку од прилика кошта да се купи една гајда или тапан? Гајда бе малку подолг процес е. Прво треба кожинка да се одери од јагне, па да се штави, па да се исуши, потполно да сува, од кој ќе се исуши, да дојде до врзвење овде. Треба да помине најмалку 2-3 недели да поминат. После тоа се земат, се омекнуваат кожинката, се редат рогуљето, се врзват, рогуљи викаме, се врзват. И тоа, па мој да отерат со си кожинката, со си врзвењето, мој да отерат еден месец негде да се припремат на гајда, комплет. Тие да се направат брчала, сурли, едно друго, рогој, тапанот, и тој имат голем процес. Треба прво дрво да земиш, орело дрво, труп, да се избичи на пилана, кој ќе се напат обрачите, се редат кожинките. Кожинките, сам ги изработил кожинките. Кора јарина, те исуша кожинката, кој ќе се сушит, потполно после пак се реди во вода и се реди на обрачите. За тапанов и за него еден месец мора да имат рок на праење. Се сам правам ја, се жимези правам сам, срмата, тоа срма се вика, тоа е за поубав звук да дава тапанот. Поубав звук дава. И кој ќе биде све готово, ќе дојде човекот, ќе се погодиме, ќе се го земе нарамо на свадба. Према други инструменти, према хармоникана, према кларинетот, према саксофонот не се скапи. Реално проговориме, ен тапан кошта 100 евра, готово вако. И гајдата толку е. Не се скапи. Али кларинет, саксофон да земиш или хармоника. Во позадина ја слушате песната "Подуј Целе" гајдата која е негово дело и го опејува животот на дедо Целе. Па послушајте дел од неа. Ајде целе мој стопане, не веди ја тој на душа, во рацете нек ти писни гајда, последно да се наслуша. Моја целе гајдата, целото ке се собери, предом да се заигра.
Жалосен е дедо Целе што никој од неговите внуци не изразува желба да го превземе неговиот занаед, да свири и да изработува гајди и тапани, со кои ќе се продолжи неговата фамилиарна традиција. Што селата изумираат, а младите се иселуваат. Веселбите што поретко и поретко ги има. Нема ни крштевки, ни венчавки, ни свадби, ни ова, ни ова. Весела нема село, нема тапано годиње, тапан нема тапнато. Нема. Сите младите луѓе што требаше да се жена да се мажат, сите замина во странство идоја. Нема. Можеш да бидеш спокоен и радосен за своето неприкосновено дело кое го оставаш зад себе и ќе представува културно наследство во архивите на македонската музика, фолклор и уметност. Довидување дедо Целе. Сигурно дека ќе те паметиме и често ќе те посетуваме кога патот ќе не нанесе, или ќе сакаме да си ја смириме душата со прекрасни луѓе и убава народна музика. А вам, драги гледачи, ве покануваме да го посетите дедо Целе, да го поддржите и да раскажете за последниот гајдаџија во Охридскиот регион, а и еден од ретките во Македонија. Продолжете да не следите и во наредните наши авантури. Заследувајќи ги нашите профили на Инстаграм и ТикТок, нашата страна на Фејсбук и нашиот канал на YouTube, па се гледаме наредната недела со нова авантура низ нашиот роден крај.